Насушна потреба од лица за нега на стари и изнемоштени лица. Ваква е оценката на Струмичкиот Црвен крст, откаде што за време на пандемијата и стапувањето во сила на рестриктивните мерки ја увиделе потребата од негователи во Струмица и микрорегионот. Ситуацијата со COVID-19 и ангажманот кој што го имавме, со мобилните тимови, не покажа колку е голема потребата, за такви лица да се сертифицираат, за да може да дават таквата услуга, колку е голема, да кажам, желбата на голем број на лица и во нашиот микрорегион, исто така и на регионот, за да ги користат таквите услуги. Црвениот крст од Струмица преку повеќе проекти обучува стотина сертифицирани негователи за работа со стари лица, но и лица со интелектуална попреченост и слепи лица. Првата група на сертифицирани негователи, кои што исто така се финансирани од Австрискиот Црвен крст. Ваквите негователи на терен ќе работат и комерцијално и ќе има можност и сега кога ќе се сертифицираме како давател на услугата помош и нега во домот, да ги ставиме во функција да дават услугата и во Струмица, исто така и во самиот микрорегион. За тоа колку е голема потребата, посебно во нашиот регион, би спомнала дека трите општини добија грант од Светска банка за да ги развиваат таквите услуги. Ние со нашиот партнер Отворено срце во Струмица ќе ги обучуваме околу 30 негователи за да ја дават услугата во Струмица, а ние со Василево и со Ново село исто така ќе обучуваме негователи за да можат таквите услуги да ги испорачуваат на лицата кои што се нивни жители и на кои што им е, се разбира, многу потребна таква тип на услуга. Освен старите лица, ќе бидат офатени лица со интелектуална попреченост, а исто така и лицата кои се водат како изнемоштени лица и слепи лица. Од Црвениот крст напоменуваат дека од мај годинава треба да почнат и самите преку нивни сертифицирани негователи да даваат услуги за помош на нега и стари лица, што ќе биде финансирано преку Министерството за труд и социјална политика и преку центрите за социјална работа.